Точно е 7 часот и 30 минути, а во првиот разговор во Македонија наутро денеска ќе зборуваме за една многу важна тема за родителите, тоа е како да ги подготвиме нашите деца за новата училишна година. Деца, имунитет, вируси, тоа се теми кои секогаш привлекуваат внимание, особено во време на училишни стартови, изголемени ризици од различни заболувања, па затоа тука се поставува прашањето како да се најде баланс помеѓу природното зајакнување на имунитетот и употребата на суплементи. Дали и кои грешки ги прават родителите кога станува збор за заштита на здравието на своите деца. За овие прашања, но и за многу други кои што ги подготвивме за следниве 15 на минути, разговараме со доктор Сања Цилевска-Младеновска од Поликлиника Букуреш, која ќе ни ги открие своите совети и стручни напомени за тоа како најдобро да ги подготвиме нашите малечки за периодот кој што ни доаѓа. Добро утро и благодарам што во 7 часот и 30 минути сте во нашето студија денеска. Добро утро, ги поздравам гледачите. Одеме поред, на почетокот, ајде, како гледате на подготовката на децата за новата училишна година од здравствен аспект? Која е првата работа или првите неколку работи кои што родителите треба да ги направат? Првата работа е секако детето да ги има оние задолжителни систематски прегледи. Сега за среќа од пред неколку години е задолжителен офталмолошкиот преглед, каде што нели за дечињата ја следат наставата почнувајќи од прво одделение или се едно во градинка би требало да се исклучи дека има некое видно нарушување на видното поле. Понатаму јас секогаш апелирам до родителите што доаѓаат кај мене во амбуланта да го искористат летниот период за да ги проверат вакцинациите кај своето детенце. Значи порано имаше еден мит дека во лето на високи температури не треба да се ставаат вакцини, тоа дефинитивно не е точно, напротив, треба да се искористи овој период без вирози, кога децата се повеќе дома вратени од одмор за да се ги завршат, нели се здрави, очекуваме дека се здрави, за да се ги завршат пропуштените вакцини. Така. Доаѓа есента, со тоа се менува имунитетот на децата. Како тој се менува и како може да се подобри нивната отпорност на вируси и настинки? Како што се наближува 1 септември, ова е топ тема помеѓу родителите. Каде има родители, таму се зборува и на за ова. Така е, да. Со почнувањето, со снижувањето на температурата, на дворешната температура, секако ја овозможува повеќе присуство во затворени простори, поретко проветрување на просториите. Од друга страна, ниските температури го фаворизираат размножувањето на вирусите, респираторните посебно. Тој близок контакт тој пренос на вирусите се зголемува, така да секако со започнувањето на есенскиот период се зголемуваат респираторните инфекции кај децата. Меѓутоа тоа е нешто што е очекувано, не е нешто што треба да ги загрижува родителите, впрочем децата така го стекнуваат имунитетот и е она што е очекувано. Она што треба да се превзема исто и во градинките и во училиштата е редовно проветрување на просториите. Сега за една тема или за едно мислење кое што можеби е мит, но можеби е и факт. Дали е точно дека децата кои се уште не се доволно изложени на вируси имаат послаб имунитет кога ќе дојдат во контакт со вируси на училиште? Така е, да. За жал, децата се раѓаат со еден празен файл имунолошки, значи природата е така совршена да овозможила при бременоста мајката да пренесе дел од своите антитела и во текот на доењето, меѓутоа тие антитела брзо се уништуваат, се разградуваат во циркулацијата, така да детето после 6-тиот месец, да речеме, оставено само на себе. Како имунитетот учи, значи преку разболување. За жал и вакцините, затоа и ги фаворизираме вакцините, значи преку вакцинација и разболување, така да очекувано едно мало детенце да има 8 до 12 инфекции во текот на годината. Тие се најчесто горно-респираторни и се вирусни. Очекувано е можеби да има 1 до 2 бактериски инфекции и тоа е нормално и тоа е нормален тренинг за имунитетот. Тоа е единствениот начин на кој што имунолошкиот систем на детето учи и созрeva. Кои се најчестите грешки што ги прават родителите кога станува збор за заштита на здравието на нивните деца? Секако број 1 е чување во стакленот звоно. Значи, секогаш апел до родителите, мој личен и на многу мои колеги, е детето да се изложува дозирано на ноксите и на штетните фактори од околината. Значи, да, едно мало детенце секако 2-3 месеци нема да го изложуваме на контакти, меѓутоа веќе после 6-тиот месец детето треба да има нормални контакти со врсниците, со роднините, со пријателите, со возрастните. Не треба со се што детето ќе дојде во контакт да се стерилизира.
значи нормална изложеност на факторите од околината. Детето треба да лази, детето треба да игра со песок, со кал, во трева, значи сите тие нормална игра кај децата треба да биде во ред, без родителот постојано со антисептик или да ги дезинфицира рацете и сите предмети кои што доаѓаат во контакт со дечињата. Но сепак е важно родителите да ги научат децата на хигиенски навики. Значи како правилно да се ги мијат рачињата, како правилно да се накашлаат, како правилно да кивнат. Значи тоа децата имаат способност од многу мала возраст да го совршат. Сега како да го направат тоа? Тука се поставува прашањето каде е тука балансот? Ние сме една генерација на деца кои што израснале надвор. Не дека не научеле родителите на хигиенски навики, но некако дали сами, дали со нивна помош, некако се наоѓал балансот. Како денес да се најде тој баланс за добра хигиена и заштита од вируси? Пак се тоа треба да биде дозирано, значи да има еден баланс, меѓутоа многу е важно и каков пример се родителите. Знаете, децата нема да го прават, кога вие не ги гледате, нема да го прават она што ви им кажувате да го прават, туку ќе го прават она што ве гледа дека вие го правите. Така да ако родителот е добар пример за како да се воспостават тие хигиенски навики и како правилно да се движи во околината, исто така ќе биде детето. Многу е важен за имунолошкиот систем на детето редовниот сон. За жал, се повеќе кога ќе ги прашам родителите во ординација колку часа спие детето, се соочувам со многу малку сати на сон. Тоа се должи на електронските уреди, на сината светлина на која што се изложени децата редовно. И моја препорака е дека децата треба да има 9 до 10 часа ноќен сон редовен, а по потреба и дневни дремки, во зависност од возраста, нели секако. Меѓутоа, сонот е фактор број 1 кој што може да го намали ако е нередовен и недоволен имунитетот кај детето. Во врска со имунитетот многу се зборува и за природни начини на зајакнување. Какви намирници или активности би препорачале за зајакнување на имунитетот кај децата сега пред стартот на школската година? Секако тоа е редовен сон, дури се препорачува според некои гајдлајнс 1 до 2 недели пред да почнат училишните обврски децата да го воспостават она спиење, пошто сега летниот распуст факт е дека играат до касно навечер, значи да се малку се пореметени тие така, значи 1 до 2 недели пред започнување да се усоврши тој ноќен сон да биде во соодветен, нели идеално од 9 до 6 или од 8 до 6, 7, зависи од возраста на детето. Меѓутоа, тоа е најбитно. Здравата храна исто така игра голема улога и покрај тоа што многу се зборува, навистина има значајна улога, значи децата треба да внесуваат овошје, зеленчук, минимум 5-6 порции на ден. Многу е важно да внесуваат влакна и житарки и многу важно е да внесуваат протеини од животинско потекло. Значи се почесто сме сведоци на здрава храна, на вегетаријански и вегански начини на исхрана. Многу е важно затоа што во протеините од животинско потекло ги има оние есенцијални аминокиселини кои што телото не може да ги синтетизира, а тие играат голема улога како градивна материја на имунолошките клетки. Кога родителите треба да се грижат за здравието на детето? Споменавме стакленот звоно пред малку, но тоа не значи дека и не треба да се внимава во однос на симптомите, но каде е тука границата за грижа и за малку олабавување или слобода? Да, како што и кажав, родителите не треба да се загрижени, значи децата може да се разболат 8 до 12 пати во текот на годината и тоа треба да бидат подготвени на тоа и тоа да го очекуваат. Посебно кога детенцето сега почнува во прв пат во градинка, треба да бидат спремни дека првите 6 месеци ќе бидат период каде што детето повеќе ќе биде дома отколку во градинка, но тоа многу често ги фрустрира родителите и доаѓаат и викаат моето дете е премногу болно, може би има некаков проблем, но тоа е нормално. Значи рековме имунолошкиот тренинг е многу важен и тој се случува баш во тие први 6 месеци кога детето нагло ќе се изложи на контакт со врсниците. Значи меѓутоа симптоми кои што течење на нос, подкашлување, кое што поминало или трае подолго време, меѓутоа со доктор е прегледано и осигурено дека е тоа горно-респираторна кашлица, е нормално. Што треба да ги загрижи родителите? Значи тоа е температура која што не поминува после 5-тиот ден или која што не се симнува по соодветен антипиретик. Понатаму некои сериозни цревни инфекции кои што одат со повеќе од 10 повраќања, повеќе од 10 течни столици на ден, тогаш секако треба да се побара веднаш лекарска помош. Симптоми на труење со храна, сега во летниот период за жал имавме многу и стомачни вируси и труење со храна. Значи секако ако симптомите почнат нагло и интензивно да се побара лекарска помош. Сепак родителите најмногу ги секира температурата, меѓутоа таа е заштитен механизам на организмот и е нормално детето да има кога ќе биде болно.
А дали суплементите имаат место во подготовка на децата за училиште кога зборуваме за нивниот имунитет? Какви суплементи најчесто се препорачуваат? Да, родителите многу сакаат да има некое магично сирупче со кое што нели децата ќе престанат да се разболуваат, но вистината е дека не постои такво нешто. Значи тоа е баланс меѓу редовен сон, редовни прошетки, суплементи кои што ги препорачуваме посебно во зимските месеци кога децата не се доволно изложени на ултравиолетовите зраци, витаминот Д. Во последно време се повеќе се зборува и за неговата имуномодулаторна функција, така да секако витамин Д, витамин С, меѓутоа морам да нагласам тоа да биде во дневни дози. Значи се почесто сум сведок на преголеми дози на витамин С, кои што пак може да направат друг сериозен проблем. Цинкот исто така се препорачува како добра заштита од вируси. Сега на пазарот постојат и многу други суплементи, пробиотици, бета-глукани, меѓутоа тие не се резервирани за на своја рака и кај секое дете да се зима. Тоа што некој суплемент ќе помогне кај некое дете не значи дека кај другото дете ќе го има истиот ефект, така да останатите овие суплементи само исклучиво во консултација со својот лекар. Како да најдеме баланс помеѓу природните методи на заекнување на имунитет и употребата на суплементи? Предпоставам истото го размислувате секогаш тука треба и консултација со доктор, да не се прави на своја рака. Секогаш да им се даде фокус на природните. Значи секогаш детето да има редовен сон, редовни прошетки во природа, редовна здрава храна и родителите да бидат исто така поддршка. Исто така љубовта во семејството, за жал деца кои што се пораснати во домови без родителска грижа докажано имаат помал имунитет, значи секој екзистенцијален стрес кај детето може да доведе до пат на имунитетот, значи една семејна средина со љубов и поддршка. Тука е секако витаминот Д, цинкот, витаминот С во соодветни дози и останати суплементи по препорака на лекарот. Ајде ќе го поставам на крај сепак прашањето за да направиме еден сублимат, иако слушајќи ве внимателно во одговорите неколку пати дадовте и совети и препораки како родителите да го одржат своето дете здраво во текот на периодот кој што ни следува, но ајде како да се одржи целата фамилија здрава. Децата се на училиште, родителите на различни работни места, есента ни носи своји предизвици во однос на температурите, вирусите и слично, па како целата фамилија да биде здрава на куп? Иницијално да се намали стресот, значи очекувањата кај родителите дека детето не треба да се разболува. Значи нормално е како што кажавме детето да се разболува и тоа да го сватат како еден нормален процес од детството. Значи сега ќе почнат сипаниците, тие се секогаш застрашувачки, варичелата. Значи сите оние моменти кои што ги сакираат родителите и нормално секој родител е насакиран кога детето е болно, никој не сака детето да е болно, но тоа е единствениот начин на кој што детето учи како да се справи понатаму во животот. Вие едно дете и да го чувате дома до прво оделение, во прво оделение кога го пуштите во школа, пак првите 6 месеци ќе се разболува често. Значи тоа да се свати како нормален процес за да се намали стресот кај родителот. Кога родителот не е под стрес и е подготвен, тогаш и децата се некако поопуштени, се чувствуваат сигурни и вирозите и инфекциите брзо поминуваат. Тука за крај би ја напоменала како една најголема грешка на родителите, а не ја спомнавме претходно, употребата на антибиотици. Значи многу често родителите вршат притисок на нас лекарите да дадеме да препишеме антибиотик за нешто што е очигледно вирусна инфекција. Често ќе направиме и крвна слика непотребно, иако нас не ни треба за да го убедиме родителот дека тоа е вирусна инфекција, иако по симптомите е јасно дека е вирусна инфекција, затоа што антибиотикот долгорочно го упропастува имунолошкиот систем, ги нарушува онаа микрофлора, тој микробиом, поради што детето понатака останува без локална одбрана. Така да препорака до родителите да веруваат на својот лекар и да не посегнуваат на своја рака по антибиотик. Ви благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Работниот ден почнува допрва. Да. Ви посакувам успешен работен ден и се гледаме од септември повторно на важна тема околу здравјето. Фала ви на вас, поздрав до гледачите и да имаат убав ден. Ви благодарам уште еднаш. Ние одиме од студиото надвор на нова тема. Колешката Симона Бачваровска не очекува веќе на втората локација во Скопје. Симона, најавивме во првото линковско вклучување од некаде од кај фондана Градски парк дека ќе се преселите во Дебар Мало, ќе зборуваме за уличната уметност, доколку те гледаме и слушаме може да те видиме и на екран.